По речиси 10 дена Ковачевски, а и владата конечно се одважија да кажат каде и кога ќе се одржи лидерската средба која премиерот ја најави. Во среда, во клубот на пратеници, на иста маса ќе седнат Ковачевски и Мицкоски, а двете теми на разговор, како што соопшти премиерот, ќе биле носењето одлуки за европската интеграција на државата и активностите на сите политички чинители во државата во врска со односите со соседите. Ковачевски вели дека форматот на лидерската го одбрал првиот човек на ВМРО ДПМН и затоа ќе било тет-а-тет средба. Председателот на владата очекува на средбата лидерите да нашле заеднички јазик. Имаме на една страна интеграција во Европската унија, а на друга страна изолација. И јас се надевам дека тоа што го сакаат сите граѓани, ќе го изберат и сите политичари, а тоа е интеграција на државата во Европската унија. Очекувам да поразговараме отворено за сите аспекти на овие две теми и бидејќи се значени теми, и се надевам дека ќе дојдеме до заеднички јазик за тоа на кој начин треба да продолжиме кон интеграција во Европската унија, бидејќи кажам господи, тоа е изолација. Ковачевски, како тема на договарање со опозицијата, веднаш ја исфрли можноста за предвремени избори. Рече, изборите ќе се биле во редовен термин. Сепак, власта и опозицијата имаат целосно спротивни очекувања од средбата, каде ќе се разговара за уставните измени. Како што брифираат од ВМРО ДПМН, тие очекуваат да се разговара што и како ќе се случува откако нема да поминат уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата на највисокиот правен акт. Очекуваме Ковачевски да излезе од стегите за ложништвото на ДУИ и да прифати да разговара за периодот што по фактот дека уставните измени нема да го имаат потребното мнозинство. Од партијата велат дека ставот на партијата е јасен. Уставни измени нема да има и ова собрание нема легитимитет за таков чекор. Додека се чека Ковачевски и Мицковски да седнат и да разговараат за оценувањето на Бугарија. Предлог иницијативата за уставни измени, Министерството за правда ја испрати до владата. Редовна седница на влада има секој вторник и петок, но неизвестно е дали иницијативата ќе биде на седница утре или уште попладнево. Откако владата ќе ја усвои иницијативата за промена на уставот, потоа ќе биде доставена во парламентот. Очекувањата се дека уставните измени би биле испратени во собрание кон средината на овој месец.